Аеродромот Александар Велики е отворен и авиосообраќајот функционира нормално по вчерашното одложување на летот на Turkish Airlines за Истанбул, соопшти ТАВ Македонија. Во текот на редовната безбедносна проверка на авионот за вчерашниот вечерен лет кон Истанбул, беше пронајден оставен мобилен телефон. Поради безбедносните правила на авиокомпанијата и одлуката на капетанот, леталото се врати во позиција на паркирање за да се изврши дополнителна контрола. Ова е стандардна меѓународна процедура што се спроведува во име на безбедноста на леталата и на патниците. Поради неа летот беше одложен. Откако сите услови беа исполнети, капетанот одлучи да продолжи со летот и авионот во средата во 22 часот и 56 минути полета кон Истанбул, наведуваат од ТАВ Македонија. Авионот на Turkish Airlines, кој според редот на летање требаше да полета во 20 часот и 40 минути, беше задржан на пистата на Скопскиот аеродром по дојава за бомба. По безбедносните проверки утврдено дека не станувало збор за експлозивна направа, туку за мобилен телефон. Во авионот, откако се качиле патниците, екипажот пронашел мобилен телефон на седиште, за кој никој не пријавил дека е негов. Како што налагаат безбедносните процедури, патниците беа евакуирани на безбедно, а авионот бил комплетно претресен и проверен. Од ТАВ Македонија исто така нагласуваат дека малите одложување на одредени летови, видливи на аеродромската веб страница, се од вчера. Тие се резултат на густата магла и воопшто не се поврзани со одложениот лет кон Истанбул. Со авионот на Turkish Airlines, кој привремено беше задржан синоќа на аеродромот Александар Велики во Скопје, за Истанбул требаше да отпатува и делегација предводена од председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Од кабинетот на шефот на државата информираа дека поради безбедносните процедури, председателот Иванов и членовите на делегацијата не отпатуваа за Истанбул, откаде требаше да заминат за Мадагаскар на самит на франкофонијата.